Здраво, ова е 329-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Фем од Сам Х. Фримен и Нга Чун Пинг, во кој станува збор за Джулс, глумен од Нейтан Стюарт Джеред од новиот Кендимен, дреквин кој е жртва на еден хомофобичен напад, што нанесува удар и приватно и професионално на него. По некое време се пресретнува со еден од неговите напаѓачи Престон, глумен од Џорџ Макеј, за кој ви говоре во 1917 и во The Beast, во сауна која ја посетуваат хомосексуалци, па доаѓа на идејата да се реваншира на преживеаната деградација и атак со објавување на идентитетот на насилникот кој крие дека е геј, образувајќи интимна врска помеѓу жртвата и насилникот. Не смее да се пренебрегне чинителот дека посведочуваме на преодредената корелација на насилник и жртва, која ги преозначува тие функции која ќе се додаде сласт во равенката. Откако ќе стане жртва на насилството Джулс од екстровертен лик кој чувствува исполнително задоволство да настапува како дрек кралица, станувајќи интровертен и реклусивен, кој игра Street Fighter, повлеченост која ќе му биде од полза за социализирање со насилните пријатели на љубовникот. Грубијанот од друга страна не му придава значење на нанесеното насилство, затоа што е опиен од токсичната мажественост на таборот во кој престојува, криејќи ја истополовата привлечност, бидејќи во очите на неговите пријатели би бил деградиран и исмеан. Тоа негово необзнанување на околината за неговите сексуални преференции раѓа фрустрација, која ја канализира на насилен начин, особено кај Джулс, каде насилството, дали физичко, дали емоционално, станува средство за комуникација, правејќи од него мигновен задоволувач на сексуалните пориви, комплетно објективизирајќи го. Во таа нивна динамика се раѓа потребата на жртвата да го возврати ударот со снимање на коитусот и објавување на истиот, со тоа што цела јавност ќе се запознае дека цврстото тетовирано криминалче милува да го дели креветот со други момци. Онтолошкиот дуалитетот на ликовите кои се растргнати меѓу тоа што го чувствуваат и тоа што се представуваат во околината. Смелоста на авторите да навлезат во проблематичната релација помеѓу партнерите, која ја држат врската во тајност, е за пофалба и затоа филмот го издвои во останатата багра на ЛГБТ филмови, кои неретко заглавуваат во стапицата на сожалување на ликовите поради третманот на околината на нив, но ретко кој одлучува да се спротистави на непријателот со љубов, борејќи се за симпатиите на гледачот со буквализирањето на сентенцата кој се тепа тој се сака. Дали има елементи на Стокхолм синдром, ќе ви оставам самите да пресудите, но обид за преземање на контролата врз животот и одземање на моќта на злосторникот е начинот на кој се пренаменува дуксерката на насилникот како дел од гардеробата. Актерите одлично се носат со понудените улоги на крајните точки на отсечката, кои мора да се адаптабилни за начинот на кој се перципирани од околината и како се однесуваат во меѓусебната интима, а Нейтан и Џорџ одлично се справуваат со предизвикот и носењето на траумите на ликовите во триадата помеѓу преозначените геј, стрейт, транс, како и сексуалната игра помеѓу доминантноста и подреденост. Несомнено дека филмовите на браќата Сафди извршиле големо влијание врз делото на режисерите, односно нивната творба естетски е деривативна на Good Times и Uncut Gems, односно се еквивалентни на агресијата која ја шири вртлогот на емоции, кој ги поведува ликовите, аналоген на пулсирачкиот звук и екстензивираните бои во неонскиот неонуар. Тука мора да се истакнат композициите на Адам Ѓанота Бзовски, композиторот на Saint Maud, кој создава мрачна амбиентална електронска музика која од една страна го испишува безнадежниот свет во кој се вплеткани ликовите, од друга го осликува премолчениот дефетизам на жртвата и ги истакнуваат премолчените јадежи со понекој залутен женски глас како недопирлив одек низ осцилациите во простор и време. Директор на фотографија е Джеймс Роудс, кој го има снимено и истоимениот краток филм на режисерите, но и концертни настапи на британски поп музичари, кој е заложен да го прати во чекор Джулс и да му понуди на гледачот поглед низ неговите очи во соодносот при зближувањето со насилникот на интимно рамниште за да биде возвратена штетата, а интензивирањето на боите го рефлектира тој стадиум на растревоженост и потентен амалгам на опасност по живот и возбуда,
повивајќи ја англиската престолнина во мракобесие. Монтажерката на епизоди на Black Mirror и House of Dragons, Селина Мекартур, е задолжена да го задржи вниманието на гледачот, кој постојано ќе нагаѓа каде ќе води действието и дали Джулс ќе успее до крај со својата реваншистичка агенда или ќе согори во неговата љубовна авантура, а при тоа да се одржи во живот пламенот на тензичноста на психосексуалниот малтене еротски крими трилер. Женственоста, како што ја сугерира насловот на делото, иземена е кај двата лика, кои се обидуваат да ја компензираат преку околината, едниот како токсичен мачо насилник, кој се преправа дека сака жени, а другиот во преземањето на трансидентитетот за перформансот. Ова е дебитански долгометражен игран филм на режисерот Нга Чун Пинг и Семха Фримен, каде Нга Чун влегува во филмот како театарски режисер, а Сем со неговата сценаристичка експертиза, кој има пишувано и за серијата Industry. Во 2021 година го снимаат истоимениот краток игран филм Фем, каде Папа Есеиду и Харис Дикинсон ги преземаат улогите на предводниците Джордан и Вес, односно Джордан со намера да набави наркотици во клубот каде налетува на дилерот Вес, кој го носи во неговиот дом, каде исто така се игра на картата на привлечност и одбивност, односно токсична машкост визави магнетизамот на дечкото, раѓајќи хетерофобија преку агресијата на хетеросексуалците, која ги загрозува животите на хомосексуалците, кој беше прикажан на South by Southwest и на BFI и дури дојде до номинација на BAFTA, раѓајќи љубопитство кај гледачот за тоа каде би се развивала таа приказна понатаму и што би се случило со ликовите, па затоа го режираат долгометражното издание од краткиот филм со засебна актерска екипа, да се направи потребната дистинкција од поставеноста на двата филма како посебни ентитети кои пијат од ист бунар на креација. И покрај смелоста на авторите на филмот, уште мислам дека има простор за копање во душите на протагонистите, да дознаеме што претходи на нивното однесување пред случувањата во филмот, кога би се соочиле со последиците на нивните дејанија и би настанала дополнителна промена во нивните карактери, затоа што мислам дека може уште да се радикализира нивниот однос и да кулминира со натежнување на една или на друга страна. Филмот имаше својата премиера на Берлинале, каде и беше во конкуренција за наградата Теди, а потоа беше награден на Фантезија, Кливленд, Ваљадолид и беше прикажан на фестивалите во Јерусалим, Нью Хорайзонс, Сараево, Мелбурн, Хелсинки, Цирих, Атина, Имиджаут и Луксембург. BBC се продуценти, Антон и Утопија се дистрибутери на филмот. Квир филм за уникатната поврзаност помеѓу жртвата и насилникот, која раѓа заемништо засадено на неплодна почва, тенчејќи ја границата меѓу љубов и омраза, каде едниот лик е растргнат помеѓу репресија и реваншизам, а другиот помеѓу иманентниот порив и очекувањата на непосредната околина. Страст која е опасна по живот. Ако морам да го еволуирам, тогаш Фем од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 329-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете во каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!